Благодарам, почитувам председател, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас е Законот за инспекцијски надзор и одма на почетокот да констатирам дека овој закон нема да реши ништо специјално во екологијата, затоа што производ на овој закон ќе бидат стратегии и планови, а штом во оваа држава нешто се сведува на стратегија и план, можете да бидете сигурни дека ништо нема да се направи. Суштината на овој закон е само обид да се покријат критиките од Европската Унија, затоа што во секторот екологија и текако многу заостануваме во однос на многу проблематики, меѓу кои и ова за инспекцијски надзор. Дека мојата теза е точна, доколку го отворите законот, ќе видите дека за оваа проблематика владата планира да издвои 0 денари. Значи, со 0 денари нашата влада нашла модел да го реши инспекцијскиот надзор, односно да ја реши екологијата во Република Македонија. Тоа е апсолутно невозможно и само зборува за еден несериозен однос и пристап кон решавање на проблемите во екологијата, а ги има и текако многу. За овој закон да профункционира, најнапред ни се потребни инспектори. Ги имаме на државно ниво, ги имаме на локално ниво. Состојбата со инспекторатот во животната средина е следна. Не комплетиран состав на инспектори на државно ниво. Состојбата со инспекторите на локално ниво е уште подраматична, во негативен контекст. 50% од општините немаат инспектор за животна средина. Ако ги знаеме овие факти, и уште ново ако знаеме дека самиот систем е тотално промашен во однос на поставеноста на ова министерство, односно, нити министерството има подрачни единици, нити општините имаат сектори за животна средина, доаѓаме до констатацијата дека овој закон нема кој да го спроведе, реално во пракса. Уште помалку имаме ресурси и тие инспектори кои денес постојат во државата и на државно и на локално ниво да спроведат било што конкретно или значително во однос на екологијата. Тоа се фактите од кои не можеме да избегаме, тоа се фактите за кои не критикува Европската Унија и зашто заостануваме многу во однос на екологијата и здравата животна средина. Сега, кога имаме ваков однос на силите, владата со 0 денари решава да ги подобри состојбите. Тоа што реално ќе се случи, ќе наидете на општини каде што воопшто нема капацитет, 0 капацитет за да се спроведат овие планови и стратегии. Тоа го знаат и од владата и затоа предвиделе меѓу локална соработка. Место да обезбедат средства, да се потполнат тие инспекцијски места на локално ниво, место да се направат сектори за животна средина, ние со законско решение ќе претураме инспектор од општина во општина. Како тоа ќе функционира, баш ме интересира, ќе следиме во иднина како ќе се одведат работите. Во ситуација кога имате многу субјекти кои се поврзани тесно со владата на Република Македонија и свесно ги кршат законите во однос на екологијата, баш ме интересира како ќе го решите проблемот и со големите загадувачи во Република Македонија, а и како ги има. Без средства овој закон е илузија. Прво и основно, мора да обезбедите инспекцијски служби. Понатаму, мора да обезбедите хоризонтална поставеност на екологијата, било тоа да е на локално ниво или на државно ниво, мора да имате сектори по животна средина.
Најдобро е тие да бидат во општините, меѓутоа сите знаеме дека општините немаат средства за оваа намена. Владата мора да обезбеди финансиски средства во секоја општина да има сектор за животна средина. Понатаму, сите овие чинители, вертикално и хоризонтално, мора да бидат опремени со ресурси за да ја работат работата која ја имаат како надлежност. Во државата имаме, за наша среќа, млад, обучен, специализиран кадар кој ден денес не може да си најде свое место во оваа проблематика. Тука е Шумарскиот факултет кој произведува специализиран кадар за екоинженеринг, екоменеджмент. Тука се техничките факултети, тука е ПМФ. Сите произведуваат спремен кадар кој може да одговори на оваа проблематика. Во државата имаме и е за поздравување здрав невладин сектор кој се занимава со оваа проблематика. Можам само да ги поздравам сите невладини организации, посебно ОДВА, кои ни се пријатели и многу соработуваме во групата како партеници. И нормално тие како невладин сектор. Место владата да се потпре на веќе изграден, осознаен и обучен кадар, на здрав невладин сектор, владата повторно продолжува со нејзините демагогии и нудење на закони без финансиска поддршка, кои само теоретски назначуваат што треба да се прави. Како ова ќе профункционира во пракса, на се е јасно дека ќе има многу фалинки. Тие фалинки, како и досега, ќе ги покријат владините тезгароши за проекти. Копи-паст системот, општините да се отчетат дека ќе имаат било каков проект, план за работа на тие инспекцијски служби кои ги немаат, и на тој начин ние ќе излеземе дека имаме некои стратегии и планови како да се справиме со животната средина и енормното загадување во оваа држава. А дека имаме проблеми и катастрофи, живееме секој ден во оваа наша мила убава Македонија. Воздухот е енормно загаден. Реките, езерата се загадени, езерата веќе ни се пресушени. Рудниците работат катастрофално. Пред неколку дена читавме спуштена јаловина во Бучим и други рудници. 40.000 евра е смешна сума казна за тие рудници. Можат секоја година да ви ја повторуват истата приказна. Имаме проблем со увоз на отпад, кој понатаму завршува во печки. Имаме проблем на горење на домашен отпад во несоодветни услови. Имаме проблем со горење на секаков отпад затоа што луѓето немаат енергија како да се загреат. Имаме проблем со урбанизмот и хаосот и секојдневната узурпација на зелените површини од страна на урбаната мафија и уништување на зеленилото. Имаме многу проблеми кои треба да ги решаваме, а ние се одлучивме за една супер идеја со 0 денари да ја решиме екологијата. Тоа и на малите деца е јасно дека е невозможно. Тоа е само слика и прилика на несериозна влада, на несериозно министерство, кое недоволно издвојува средства за екологија. Нема ова да го превидат ни Европската Унија, ниту и наредните извештаи. Нити се наивни во Европската Унија, ниту не следат што се случува и во парламентот и во секојдневното живење во Република Македонија. Ни се случува еколошки катастрофи, а на тоа нема никаква реакција. Да одговорам на едно прашање, како ќе реагира вонредна инспекција кога нема инспекција? Срамота. Маја Барач.